Добро вечер и ви благодарам што го следите Дневникот на ТВ+. Се враќаме веднаш по кратките најави. Потпишани договори за основање свој бизнис. Одбележан светскиот ден на мирот. Председателот на Панче Пешев гостин во Став. 50 лица денеска потпишаа договор со Центарот за вработување во Куманово за основање сопствен бизнис во рамки на мерката самовработување. Тие ќе добијат грант од 5.000, односно 10.000 евра, доколку две невработени лица имаат заедничка бизнис идеја и основаат друштво со ограничена одговорност. Во Центарот за вработување во Куманово 50 лица кои успешно ги поминаа сите фази на мерката самовработување, денеска потпишаа договори со надлежните и ќе започнат со сопствен бизнис. Со мерката е предвидено да им се додели грант за набавка на опрема и репроматеријали во износ од 5.000, односно 10.000 евра, доколку две невработени лица основаат друштво со ограничена одговорност. Од агенцијата потенцираат дека годинава се застапени речиси сите дејности: прехранбена индустрија, текстилна, чевларска, услужна дејност, адвокатски канцеларии, приватни здравствени ординации, сметководствени услуги. Програмата за самовработување и оваа година е една од поатрактивните мерки од оперативниот план. Апликација за интерес за учество во оваа мерка пројавија 116 лица. Денеска со дел од нив се потпишаа договорите, а поради големиот интерес обезбедени се и дополнителни средства во буџетот на Агенција на Република Северна Македонија со ребалансот и се очекува со уште 27 лица да се потпишат договори во најкраток можен рок. Исто така во буџетот на Агенција на Република Северна Македонија се обезбедени средства преку Швајцарската агенција за обнова и развој за уште 10 невработени лица, значи е обезбеден грант за набавка на опрема и репроматеријали, уште 10 невработени лица својот проблем на вработување да го решат токму преку оваа мерка. Од агенцијата истакнаа дека оваа година очекуваат во општината да се регистрираат околу 85 нови бизниси. Како услов за да аплицираат, значи рековме дека е потребно да имаат добра бизнис идеја и предприемачки способности. Услов кој што треба тие да го исполнат понатаму, имаат обврска, значи нивната фирма во период од 2 години да биде активна, успешно да работат, да ги исплаќаат сите обврски по основ на плати и даноци кои што се предвидени согласно законот. Во првата година се враќа 80% од грантот кој што им е обезбеден, а втората година, доколку тогаш им престане работниот однос, се враќа 60% од грантот кој што им е доделен. Центарот за вработување, мерката самовработување ја спроведува во партнерство со UNDP. Камион вчера попладне турна бандера во центарот на Куманово. Движејќи се од булеварот Трета македонска ударна бригада кон улицата Гоце Делчев, со горниот дел ги закачил каблите при што ја повлекол и бандерата. Случајот го потврди и СВР Куманово, од каде информираат дека извршен увид од страна на полицијата, а на терен беа и екипи од ЕВН и од кабелски оператор кои работат на санирање на штетата. Сообраќајот во овој дел од Куманово беше во прекин од 16 часот и се вршеше пренасочување. Во организација на општина Куманово, а во соработка со Домот за стари лица Зафир Сајто, денеска со пригодна манифестација е одбележан светскиот ден на мирот 21 септември. Символично во знак на мирот во дворот на установата беа пуштени и бели гулаби. Со музички хепенинг светскиот ден на мирот 21 септември денеска се одбележа во просториите на Домот за стари лица Зафир Сајто. Организатор на активноста е општина Куманово како член на Интернационалната асоциација на градови на мирот. Преку песна и игра во изведба на најмладата популација дечињата од градинката Ангел Шајче, па се до основците од повеќе училишта во градот, учесниците испратија порака за мир во светот. Особено е важно да се свати значењето на мирот, поготово
за Куманово, за Македонија, за балканските простори како такви. Реков дека врската како таква помеѓу младоста и помеѓу старите луѓе кои што се сместени овдека и текако важна и е символична за еден ваков ден, и затоа ете пак уште еднаш ќе кажам, особено ми е важно и ми е чест што еден ваков настан се одржа во нашата установа и старите луѓе како такви, значи има чест да присуствуваат и на некој начин и тие нели дале некој допринос за мирот за кој што сега го уживаме како таков. Секретарот на општина Куманово Десанка Стошевска и директорот на Домот за стари лица Дејан Стојановски доделија благодарници на учесниците во денешната манифестација, а потоа сите заедно се упатија во дворот на Зафир Сајто, каде што беа пуштени во воздух бели гулаби кои го символизираат мирот. Инаку со резолуција на Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации од 2001 година 21 септември е прогласен за Светски ден на мирот. Резолуцијата ги обврзува сите земји и држави членки на Обединетите нации редовно и секоја година денот на мирот да се одбележува со соодветни програми. Со шаховски турнир во просториите на Сдруженијето на пензионери Куманово денеска е одбележан денот на пензионерите во Македонија. Активностите на Сдруженијето продолжуваат и наредните денови со посета на Лесновскиот манастир, шопска свадба, бајловски средби, информираат надлежните. Сдруженијето на пензионери Куманово денеска го одбележа Денот на пензионерите на Македонија 20 септември во знак на донесувањето на првиот закон за пензиско инвалидско осигурување во 1946 година. По тој повод во просториите на Сдруженијето се одржа традиционалниот шаховски турнир во кој учествуваат 4 екипи, представници од АРМ, СВР Куманово, одсекот за превенција, од Сдруженијето на ветерани и од Сдруженијето на пензионери. Се играше брзо потезен турнир по бергер систем, секој со време на трајање од 20 минути партија, односно 10 плюс 10, 10 за секој надпреварувач. По надпреварот се одира 3 кола практично, бидејќи се игра секој се одира 3 кола, при тоа се постигна следни резултати. Прво место освои нашата екипа на Сдружение на пензионери Куманово со 8 поени, второ место освои екипата на АРМ со 6,5 поени, 6,5 поени или, ќе кажам, покасни бодови, понатака ветерани со 5,5 поени и СВР Куманово со 4 поени. 79 години имам, се бавам со шах уште од како дете. Сега учествував на овој турнир, една победив, една изгубив. Значи, а иначе екипата моја, пензионери, го освои првото место. Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија е асоциација на 53 здруженија на пензионери доброволно здружени во Сојузот заради заштита и унапредување на заедничките цели и интереси на корисниците на пензија во Македонија за поцелосно и единствено залагање за остварување на правата од пензиско-инвалидско осигурување, за поквалитетна здравствена заштита, за унапредување на културните, спортските и хуманитарните потреби на пензионерите. Член на Сојузот е и Сдруженијето на пензионери Куманово. Јас ја користам оваа прилика на сите пензионери да им го честитаме празникот, на пензионерките и на пензионерите и да им пожеламе лично здравје и благосостојба во нивните семејства. На пензионерите најбитно им е сега да се живи и здрави и да си го трошат нивниот минат труд со задоволство, во среќа и во кругот на својата фамилија. Сдруженијето на пензионери Куманово во наредниот период ќе реализира повеќе активности. Утре 100 членови на Сдруженијето ќе го посетат манастирскиот комплекс Лесново, информираат надлежните. На 22, тоа е во недела, сега, на 22 септември, одиме во Радовиш, каде што учествуваме на завршните републички спортски игри на пензионерите. Сдруженијето на пензионерите учествува со 9 дисциплини од вкупно 11. Значи дека имаме една богата спортска активност и се надевам дека таму ќе постигнеме одредени резултати, зашто веројатно и во наредниот период ќе се договориме и ќе информираме. Исто така на 27 септември, тоа е петок, во Свети Николе имаме организирано да гостува нашата пиеса, драма
бегалка од Васил Лилјовски или ние, како што ја викаме, Ленче Кумановче. На 28 имаме покана да учествуваме, ќе земеме учество на шопска свадба, која што се организира во селото Куклица. На 29 одиме ќе видиме, не сме суште договориле со што, и на бајловски средби кои што се организираат традиционално во селото Бајловце. Со пиесата Коштана од Бора Станковиќ, кумановските пензионери ќе се представат на 4 октомври во Домот на културата Крсте Мисирко во Прилеп. Представата во изведба на членови на драмската секција на Сдруженијето на пензионери премиерно беше изведена во Куманово на 2 септември во Центарот за култура Трајко Прокопиев. По повод Светскиот ден на чистењето 21 септември во Куманово, утре на неколку локации ќе се спроведат еколошки акции. Во 10 часот ќе се чисти пред влезот на економското училиште Перо Наков. Во акцијата ќе се придружи и граѓанската организација Не биди ѓубре. Општинската организација на СДСМ со поддршка на општината, јавното претпријатие Чистота и зеленило во 12 часот ќе одржи акција и во населбата Зелена Ритка и Старата пошта. Оттаму ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да им се приклучат и заедно да придонесат за поубава животна средина. До кога ќе се реализираат годишните уписи во Културното уметничко друштво Панче Пешев? Како помина првиот меѓународен фолклорен фестивал, но и кои се плановите за воиднина, ќе слушнеме во емисијата Став, во која гостува председателот и уметничкиот директор Мирослав Крстевски. Емисијата започнува во 20 часот. Па секоја година во овој период Културно-уметничко друштво Панче Пешев распишува оглас за прием на нови членови во нашите секции, кои се 3-4 секции со кои Кут Панче Пешев секојдневно работи во текот на годината, ја реализира својата програма и се разбира потреба е да вклучиме што можеме повеќе млади луѓе, да ги отргнеме од секојдневните проблеми и работа, активности, за да можат барем по 1 час и пол, 3 пати неделно во просториите на Културно-уметничко друштво Панче Пешев, да ги запознаеме со богатото фолклорно богатство на Македонија, традиција и култура, да го пренесеме она што го знаеме на нив, а најбитното е потоа да она што ќе се научи да се презентира пред публиката во градот, во Република Македонија и се разбира најинтересно за нив е настапите на голем број фестивали што се организираат широм Европа и светот. Во организација на Сдруженијето Живот од Куманово, утре во спортската сала ќе се одржи меѓународен саем на органски производи и традиционална храна. Саемот, како и минатата година, е поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а на манифестацијата пред присутните ќе се обрати и министерот Трајан Димовски. Повеќе детали за утрешниот настан ќе слушнете од организаторот Благица Гавриловска-Цветковиќ. Покрај изложбените штандови, кои што се некаде околу 110 до сега пријавени, кажа веќе гости од странство ќе имаме. На самата манифестација ќе има панел дискусија со еминентни нутриционисти, каде што учесниците па и посетителите ќе имаат можност да слушнат разговор на тема како да одберам органски производ. Покрај оваа панел дискусија ќе има организирано и Б2Б средби, како на производителите, така и на потрошувачите и извозниците, нормално и компаниите кои што се заинтересирани да ги купат овие производи. Тоа е вториот дел од настанот. Понатаму ќе имаме една кујна, органска трпеза така наречена. Познатиот шеф Марк Де Јонг ќе избере, односно веќе избера неколку органски производи кои што ќе ги приготвува на лице место.
Ракометарките на Куманово утре со почеток во 18 часот и 30 минути на домашен терен го пречекуваат составот на ЖРК Стружанка во рамките на второто коло од првата женска лига на Македонија. За избраничките на тренерот Симовски сезоната тргна добро, откако впишаа 3 поени во првиот меч кој на гостински терен го добија со резултат 22 наспроти 31 против составот на ЖРК Деспина од Прилеп. Кумановки немаа среќа да се изборат за понатамошен пласман во ЕХФ купот, кој се одигра изминатиот викенд и сега акцентот ќе го стават на домашниот шампионат, каде и годинава ќе атакуваат во двојна круна. Утрешниот надпревар ќе се одигра во спортската сала на Средното општинско училиште Перо Наков. И во продолжение следуваат вестите од Македонија. Председателот на Собранието Талат Џафери го вратил на доработка предлогот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ за формирање парламентарна анкетна комисија за работата на специјалното јавно обвинителство. Во образложението се наведува дека во предлогот не се содржало уставното име на државата, а опозицијската партија сега има рок од 15 дена да ги отстрани недостатоците кои ги утврдил парламентарниот спикер. Европската банка за обнова и развој со кредит од 13 милиони евра ќе го финансира подобрувањето на постојниот систем на патарини, како и новите станици за електронска наплата на нив. Надградбата ќе ги зголеми приходите, овозможувајќи македонскиот систем на автопатиштата да биде финансиран на поодржлив начин. Со овој кредит ќе се финансира надградба на 5 наплатни станици по должината на коридорот 8, како и изградба на 3 нови станици, сите врзани со центарот за патарини во главниот град Скопје. Покрај подобрувањата на наплатниот систем ќе бидат инсталирани и соларни панели на сите 15 станици за наплата на патарината во целата држава, со цел да се промовира поголемо користење обновлива енергија. Во Министерството за труд и социјална политика во тек е изготвување на Законот за работни односи, чие донесување е планирано за годинава. Имено според информациите, предвидено е да се овозможи намалување на работното време за повозрастните работници, без при тоа да имаат намалување на платата. Се предвидува жените работнички со навршени 60 години старост да работат 6 часа, а ја задржуваат целата плата до пензија, а мажите работници со навршени 62 години старост исто така ќе работат 6 часа и до пензионирањето ја задржуваат целата плата. Дополнително би требало да се воведе можност државата да субвенционира ангажман на млади кадри кои ќе ги заменуваат во преостанатите 2 часа. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 18 степени, а минималната беше 4 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат претежно сончево време. Дневната температура ќе достигне 20 степени, а утринската ќе биде до 5 степени Целзиусови. Тука е крајот на дневникот, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.